Од повеќето логорувања што ги имавме по долината на реката Вардар, одделуваме едно. Го направивме пред Градско, веднаш до десниот брег, на една мала зарамнина, од која видикот е отворен на сите страни, а особено кон реката. Во сите учебници по географија, Градско и неговата околина се опишани како најсушно и најтопло подрачје во Југославија и на Балканскиот полуостров. Ние тако не го доживеавме. Имавме и грмотевици и врнежи од дожд. И уште нешто. Во овој дел од пловењето, постојано в грб имавме ветер. Како последица на општата атмосферска циркулација, по долината на Вардар од време на време се појавува познатиот ветер вардарец. Тој дува по целата должина на реката. Во горниот тек има западен правец на протегање, а во долниот северен. Дува преку целата година со средна годишна брзина од 3 метри во секунда. Како метеоролошки елемент, ветерот има важна улога, зашто од него зависат особините на другите климатски фактори. Растојанието од Градско до вливот на Црна река во Вардар е сосема мало. Само неколку километри. Бргу ги минуваме. Во тоа ни помага и вардарецот што ни дува в грб. Занесени сме во песните на птиците. Вливот на Црна не оттргнува од занесот. Треба да го регистрираме и од вода и од брегот. Населбата Стоби, чии урнатини се наоѓаат кај утоката на Црна река во Вардар, е несомнено нашиот најпознат археолошки локалитет од античката епоха. Се откопува непрекинато веќе 60 години. Меѓутоа, низа основни прашања останале досега без одговор. На нив се уште се премолчува, колку и да се актуелни или интересни за јавноста. На нив сакаме да посочиме. Животот во Стоби траел над 1000 години, но населбата во тој долг временски распон многу пати го менувала изгледот, типот, големината и жителите. Она што денес им се презентира на посетителите, потекнува од една сосема куса епоха. Неколку градби се од вториот век, а речиси сите други објекти од 4 век од нашата ера. Тоа навистина се најрепрезентативните градби во Стоби, но од друга страна тоа се само куси од блесоци од неговата долга историја. Се до почетокот на римската царска епоха, Стоби била мала домородска пајонска населба, без камени градби, без јавни објекти. Римскиот град од раноцарскиот период го зафаќал целиот простор меѓу Вардар и Црна река. Бил обграден со градски ѕидини и мерел 20 хектари. Градот бил испланиран по римските урбани принципи со широки прави улици кои се сечеле под прав агол и со функционален распоред на јавните градби во него. Малку кој знае дека овој голем град бил целосно урнат во доцниот 3 век. Нешто подоцна, врз урнатините е изградено ново, доцно римско Стоби. Овој град бил за 1/3 помал од претходниот. Постоењето на двата града, еден врз друг, убаво може да го следиме на овој детаљ. На источната страна на градот се протегаат две линии на одбрамбени ѕидови, речиси паралелни. Едната покрај самиот брег на Црна река, а другата вовлечена 100 метри навнатре во градот. Ова дуплирање на бедемот представуваше тајна за науката, се додека не е откопан дел од внатрешниот бедем и истражени остатоците под него. На овој детал изворнено се гледа смената на двата града. Долу од двете страни под бедемот
leži jedna mnogo golema ranohristijanska palata со многобројни украси од мермери и модни позаици. Преку нејзините урнатини директно врз подот е изграден доцноримскиот градски ѕид. Еве една мала приказна за театарот. Изграден бил веројатно во раниот втор век во чест на царот Одријан, голем љубител на еленската уметност. За разлика од другите римски цареви, Одријан многу патувал низ своето огромно царство и 2 пати поминал и низ нашите краишта. Граѓаните на Стоби, како да не биле големи љубители на античката драмска уметност, на музичките концерти и на други културни манифестации што се изведувале во театарот. Затоа, не долго време по изградбата на овој раскошен објект, театарот бил преадаптиран во сурова арена, во која се бореле гладиаторите меѓу себе или со диви зверови. Долу во арената со ископување се констатирани тенки слоеви жолт песок, насипан за да ја впива крвта на многобројните жртви. Сега арената била постојано полна. Можела да прими над 4000 посетители. Побогатите се претплатувале на сите представи, па добивале и право да ги врежат своите имиња на закупените седишта. Во раниот 4 век, арената во Стоби била конечно затворена. Забрането било пролевањето човечка крв во сите арени на Римското царство. Тоа била наредба на големиот цар Константин Велики, под наговор на мајка му Елена, подоцнешна христијанска светителка Свети Елена, а текогашна кафеанска забавувачка во едно попатно свратилиште кај Ниш. Од тој момент натаму, општинската управа ги продава мермерните блокови од театарот како градежен материјал. Нив ги гледаме сега во градската порта, во ѕидовите околу плоштадот, по улиците и во ранохристијанските цркви. Интересно е прашањето колку жителе можеле да се сместат во рамките на доцноримскиот град Стоби. Сигурно не 40.000, произволна бројка што секојдневно ја повторуваат водичите на локалитетот. И 10-тиот дел од тој број е доста голем. А еве зошто. Најголемиот дел од ископаните објекти има јавен карактер и тие не биле за живење. Ако ги изземеме неколкуте палати на богати поседници, кои во нив поминувале одреден број денови во годината, а остатокот на своите имоти надвор од градот, стамбени згради во Стоби немало многу. Градот бил всушност замислен како управен, општествено-политички и трговски центар за околното население, со јавни установи, цркви, бањи и објекти за разонода, со дуќани и пазар, слично на денешните деловни и управни центри во западните градови. Градскиот план на доцноримското Стоби не е римски, туку источно-медитерански, елинистички. Градот има тесни и кривулести улици што се провлекуваат меѓу неправилните квартови. Прошетката низ Стоби ќе ја завршиме со неколку нови детали од најголемата црква во Стоби, епископската базилика. Таа е ископана уште во Првата светска војна и во годините по неа, меѓутоа објектот се уште се истражува. Градот Стоби лежал на десниот брег на Вардар, меѓутоа и на левиот брег стоело помало предградие. Темелите на овие градби и денес се гледаат во брегот на реката, особено кога е понизок водостојот. За жал, кога ние минувавме, тоа не беше можно да се види и регистрира. Од вливот на Црна река во Вардар до вливот на Бошава, што се случува пред лезот во Демиркаписката клисура, Вардар минува пат долг околу 50 километри. Дел од него минува низ Тиквешката котлина. Додека пловиме низ неа, ќе споменеме некои карактеристики со кои е многу позната. Најсушно подрашје во нашата република е првата нејзина карактеристика.
Надморската височина на незиното рамниште се движи од 100 до 300 метри. Како последица на тоа, патот на водата во коритото од реката Вардар е најниско и изнесува само околу 0,7 промили. Тиквешката котлина зафаќа површина од 600 квадратни километри и во неа првенствено се одгледува виновата лоза. Коритото и бреговите на Вардар во рамнината се многу карактеристични. Реката има бавен тек, раширеност, плиткост, повеќе ракавци и врбова вегетација. Селото Црвени брег ни остана оддесно. Не требаше многу за да ја задоволиме љубопитноста и дадеме одговор на прашањето за потеклото на името. Излеговме на брегот и регистриравме со неколку кадри брег со расцветано црвено цвеќе. Веднаш по Црвени брегови, пред Криволак, Вардар прави еден голем свиок за потоа да излезе од другата страна пред селото Пепериште. По големиот лак на Вардар се доближуваме до Неготино, односно до автопатот со јазилот кон Неготино. Тука стои и познатото свратилиште, кафеаната Антигона, која прва се осмели да го оживее античкото име на денешното Неготино. И додека се подготвуваме за одмор и ручек, го слушаме раскажувањето на професорот доктор Иван Микулчиќ. Наспроти кафеаната помеѓу автопатот и Вардар, на оваа висока тераса постоело едно мало, но интензивно градче, што како попатна станица на Вардарската магистрала и како центар на околниот плодороден регион живеело од почетоците до крајот на Атиката. Според старата Појтингерова карта, на тоа место би дошла станицата Антигонеја. Лингвистички е можно и веројатно од тоа име да е изведено словенското име Неготино, што го носи денешната населба, а која ни остана од десната страна на брегот од Вардар. Изливањата на водите надвор од коритото на реката овде се особено чести на пролет и на есен, кога водостојот на Вардар е далеку поголем од нормалниот. Пловиме низ средно Повардарје. Веќе е ред да споменеме дека Вардар се одликува со богатство на риби. Особено ги има овде и подолу во Демиркаписката клисура. Најзастапени се шаранот, мрената, шкобалот, попадиката, костресот и сомот. Во секој случај, не само што на одделни делници од коритото ги има повеќе или помалку, туку се и поинакви во горниот од долниот дел на реката. Пловиме, одмараме и уживаме во пейсажот што ни се открива со секој изминат свиок. И од лево, и од десно не придружуваат убави предели што релаксираат, одмораат и што го развеселуваат и смируваат човечкото око. Навидом само изгледа дека овде реката е мирна како езерска. И овде има пат, но многу мал. Затоа е потребно постојано да се весла. Се наближуваме кон Демиркаписката клисура. Таа е најатрактивната и најинтересна од сите 4 клисури што досега ги поминавме, а што се наоѓаат по текот на реката Вардар од изворот наваму.
Пред влезот во клисурата, од десната страна Вардар ја прима последната поголема притока во нашата територија, реката Бошава. Пред нас е просек, тесно грло низ кое се пробива Вардар. Високи варовнички карпи, речиси вертикално, се издигаат кон небото. Турците оправдано го наракле Демиркапи, железна порта. Од ова место совршено можело да се контролира и да се запре секое насилно движење на туѓинци по должината на Вардар. Горе, на карпите, од двете страни на Вардар стојат силни тврдини како неми сведоци на бурното минато на ова место. Ќе одиме прво по левиот брег на реката. Поминувајќи низ првиот дел на тунелот, пробиен неодамна за модерниот автопат, во тесниот процеп меѓу двата дела од тунелот, вертикалната карпа се дига непрекинато над 300 метра. Горе стоела фамозната платформа на Добромир Стрес, од која ги фрлал своите заробеници и осуденици долу во бездната. Стрес е чудна и недоволно позната личност од нашето средновековно минато. Околу него стварноста се меша со легендата. Горд, храбар, но и суров. Го оттргнал повардарието од власта на бугарите и владеел тука од 1207 до 1215 година. На крајот бил таинствено убиен сосема во стилот на неговото владеење. За престолнината на својата државичка неслучајно го избрал неосвојивиот Просек, а под власта на Стрес тогаш било и Скопје. Средновековниот град Просек е поставен на врвот од Карпите приближно на средината од должината на Сртот. Обграден е со масивни ѕидини зајагнати со кули. На стрмниот одсек, свртен кон Человечка река, а веднаш под градот, гледаме повеќе пештери. Ниту една од нив не е истражувана. Кој знае уште какви непознати работи се кријат во нив. Градот Просек лежи врз постарите доцноримски и уште постари пајонски ѕидини. Решивме да го посетиме. Патот води низ процепот на Целовечка река, природно скриен пристап до некогашниот град. Карпите горе како да се допираат, оставајќи лента од сино небо. Наеднаш процепот се проширува, а рекичката се обкружува со убави стари чинари. Никаде толку многу чинари не можат да се сретнат на едно место. Во проширената долинка среќаваме и неколку скромни бавчи. Тоа се имоти на Человец, мало јуручко село во кое денес живеат само 3 семејства. Традицијата на овие средновековни сточари од Анадолија уште не е прекината. На врвот сме во градот Просек. Пред нас се ѕидините на утврдената владетелска палата. Џидовите од палатата се широки 3,5 метри, доволни да издржат и денешна најтешка артилерија. Чудно е и логично прашањето. Од кого повеќе се плашеле овие господари, од своите сограѓани или од надворешниот непријател?
Odnadvor i odnatred zidovite se obloženi so golemi delkani kameni blokovi. Во тие времења уште не бил познат малтерот како врзно средство и блоковите се држат само со својата тежина и совршеното вклопување еден до друг. Може да им завидиме на тие прастари мајстори, бидејќи во изминатите 2300 години поминале многу војски и повеќе земјотреси преку нив, а зидовите се уште стојат ненапрснати, неизместени. Од другата страна на долинката, на Человечката река, се издига уште еден варовнички масив со исти стрмни карпи. И на него лежат остатоци на голема доцно-римска тврдина град. Многу е поголем од речиси сите други познати кај нас. Уште не е истражуван и никој не знае што всушност представувал. Насекаде траги од куќи за живење, покривни керамиди од доцно-римско време. Кој знае колкава била маката што ги натерала луѓето да живеат тука, на овие височини заедно со орлите, мршојатците, последни од овој вид во нашава република. Пловењето низ Демиркаписката клисура представува еден незаборавен настан. Вардар тука е величествен. Меѓу стрмните и наместа високи над 250 метра карпи што се протегаат од двете страни на коритото, незапирливо и неповторливо рика. Мислише Палав, а горте. И Хомер, најстариот грчки поет, пеел за Вардар. Пеел за Пеонија и реката Аксии. Во Илијада, Вардар за Хомера била широка река што со своите прекрасни води ја натопува земјата. Пловиме по неа. Во Првата светска војна, продирајќи преку Балканот за Грција, германците го поправиле и вардарскиот пат и пробиле прв тунел низ Карпата во просек. Овој потпат е овековечен со монументалниот натпис на кајзерот Фридрих Вилхелм, мрежан во Карпата над влезот во тунелот. Вардар од Демиркаписката клисура до Удово минува пат од 19,5 километри, а од Удово до југословенско-грчката граница уште 30 километри со просечен пат од 0,7 промили. Од кога ќе се помине Демиркаписката клисура, се навлегува во Валандовско-Гевгелиската котлина, која зафаќа површина од 620 квадратни километри. Таа е и последната котлина низ која Вардар минува низ нашава република. Равништето е на само неколку метри надморска височина. Таа е најниската котлина во Македонија. Делницата на Вардар низ оваа котлина е подложна на целосни промени, условени како со уривање и бочно поместување на бреговите, така и со акумулацијата на наносниот материјал во Гевгелиското подрачје. Поради ова, во Гевгелиското поле текот на реката е разбиен на повеќе ракави, од кои летно време се гледаат само два, додека во другите делови од ракавите местимично се забележуваат само забарени места. И во оваа котлина
Koritoto na Vardar ima karakteristiki na ravničarska reka. Tekot je baven i miren, a bočnata erozija je potencirana i intenzivna, so što urivanjata na bregoviti i horizontalното pomestuvanje na koritoto je značitelno slično kako Voskopskata kotlina. Na крајот од нашата пловидба, откако изминавме 301 километар потекот на реката Вардар, еве не во нашиот најужен град Ѓевѓелија. Пред да се разделиме, и за овој град да кажеме неколку збора. Името му дошло веројатно од византискиот израз зевк, во турска форма зевгели, што треба да значи ораници или голем земјишен посет. Под ова име се споменува веќе во 14. век. Има богато минато, но времето не ни дозволува да говориме за тоа. Патувавме заеднички, драги гледачи, по Вардар, по вода, по суво и во воздух. Го бележевме она што мислевме дека е интересно за повеќемина наши гледачи. Некаде бевме обширни, а некаде може би прекратки. Но на дополнување секогаш ќе има. Веројатно во следната можност.